Така, во годината кога одбележуваме 80 години од кодификацијата на македонскиот јазик, Општина Центар со многу интересни проекти, еден од нив отворен повик тесно поврзан со македонското писмо и јазик. Имено се канат сите креативци, уметници да се пријават на повикот за изработка на мини мурали и графити на јавни простори низ општината. Овој повик е дел од програмата за култура за 2025 година и има за цел да го разубави визуелниот изглед на општината и да го потенцира културниот и јазичниот идентитет. Не само на Општина Центар, туку воопшто и на град Скопје. Точно така, на оваа тема со првиот човек на Општина Центар, господинот Горан Герасимовски. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до вашите ценети гледачи. Има многу символика во проектот. 80 годишнина од кодификацијата на македонскиот јазик е тема која треба да ги инспирира локалните уметници. Градоначалник, кој се може да се пријави, кои се условите за апликација? Ова е еден од многуте повици кои што ги има општината, која што цел ни е да се грижиме и за најмалите, и за највозрастните, но и за уметниците и разубавување на нашите фасади, но и на целата општина, да заличи на урбаните метрополи од европските држави. Повикот тече неколку години, во самата општина имаме повеќе мурали кои што ги субвенционира општината преку повици, почнувајќи од Горан Стефановски, маестро Џамбазов. Продолжуваме и сега со повикот. Целта ни е да ги поттикнеме младите креативци да се изразат преку цртање мурали и разубавување на нашите центарски улици. Велите, преку проектот Мини мурали и графити создаваме нови можности за локалните уметници и меѓу другото внесуваме боја и живот во урбаниот простор, на што навистина ни е неопходно. Па во тој контекст, кои површини ќе им се отстапат на локалните уметници? Ги повикуваме поединците, здруженијата кои што може да учествуваат во самиот повик. Истите треба да си одберат локација, односно каде ќе се црта самиот мурал, и да договорат, односно имаат одобрение од собствениците на тој стамбен објект. Верувам дека ќе има доста пријавени и доста голема заинтересираност и верувам дека ќе направат се да разубавиме повеќе фасади во општина. До кога е отворен повикот? Самиот повик е до 19.5, односно до крајот на неделата. Ова е нешто што е апсолутна атракција во светот. Ова е нешто за што голем број европски и светски метрополи исто објавуваат јавни повици и на што со радост се пријавуваат локалните уметници. Апсолутен тренд и хит го гледаме и по социјалните мрежи. Коригирајте ме ако грешам, мојот впечаток е дека Општина Центар е една од ретките која што ослободи легални ѕидови на локалните уметници, нешто што го поздравија изминатиот период. Да, и тоа ќе го правиме во иднина. Целта ни е да ги поттикнеме и другите градоначалници да субвенционираат вакви проекти, да не биде само Центар, општината каде што ќе може да се изразуваат уметниците преку ѕидовите и да ја разубавуваат општината, туку целта ни е да ги поттикнеме и другите градоначалници да предвидат средства за вакви проекти и разубавување на целиот град. Дава поинаква димензија легалниот ѕид, поголема слобода на изразување, не е само обичен графит низ градот. Па ако заприметите, уметничко дело. Скоро сите наши училишта се со графити. Да. Почнувајќи од Димитар Миладинов, Кочо Рацин, под капата на општината е нели културниот центар Јадро, кој што ги менува графитите на неколку месеци во текот на годината. Сите оние објекти кои што се под наша капа ги ослободуваме за слободно изразување на уметниците, а оние објекти кои што се во сопственост на жителите бараме согласности од истите. И по друга димензија енергија даваат графитите, например, како не, поготово во самите училишта даваат една топлина и еден друг сјај. Да, јас како повозрастен за Дебар Мало ќе кажам, за училиштата, некако ја врати она енергија на стрит лайф, урбан лайф, нешто што недостасуваше, а што го имаат метрополите. Малку поизолирано од центара, сепак во центар. Гледам некако убава енергија целото тоа движење кое што се случува таму, овие морали само го надополнија. Орце Николов, улицата Илинденска, на оние постари згради кои што се на самите улици, искрено и мене ми се допаѓа да
има што повеќе графити на истите. Така. Студентите имаат можност за стекнување практични знаења во рамки на исто така новиот јавен повик за практиканти, па ајде малку за тоа кои се може да се пријави. Да, Еден од 10-те, сум 10. еден од повеќето повеќето проекти повици и субвенционирања е практиканството. Целта ни е да привлечеме што повеќе студенти, абсолвенти кои што се наши жители на општината да ни се приклучат во тимот на општината и да преку волонтирање, односно практиканство, стекнат одредени знаења и навики и им отвараме врата и можност да понатамошно останување и работење во општината. Верувам дека ќе има голема заинтересираност да во овие 6 месеци бидат наши практиканти и имаат можност да што повеќе научат во делот на општинското работење. Суштината, господине Герасимовски, на секоја локална самоуправа во соработка со нас граѓаните да ги направат општините поубаво место за живење. Понекогаш соработуваме и сме на иста линија, понекогаш не, зборувам за локалните самоуправи и граѓаните. Ние како граѓани бараме многу поубави катчиња за релаксација, особено со децата. Често и ги добиваме, но од друга страна и не ги задржуваме. Сведоци сме на многу девијантни однесувања, особено на младите за жал, кои што ги уништуваат детските катчиња и јавните површини. Интервениравте во општина Капиштец изминативе денови, се надеваме дека така ќе остане и следниот период. За жал, грижата на жителите, поготово помладите жители во општината, не говорам за сите, за дел, е многу ниска и многу често правиме реконструкција на нашите детски катчиња. Почнувајќи од спортските игралишта, детските игралишта, се уништуваат реквизити и така натаму. Целта ни е да сето тоа го намалиме што можеме повеќе, дека целосно ќе го искорениме многу тешко и затоа сме во постојана комуникација и со Министерството за внатрешни работи, да има бараме што поголем број на полициски службеници кои што ќе присуствуваат во вечерните часови, во текот на викендите, за сето тоа да го стопираме. Отпочнуваме со реконструкција на поголем дел на детски катчиња наредниот период. Во завршна фаза ни е детското игралиште и целосно хортикултурно и партнерно уредување во населбата Капиштец, еден поголем проект од 20 милиони денари. Продолжуваме со реконструкција на сите останати игралишта на територија на општината. Да. Пред да продолжам со другото прашање, само ќе ги замолиме колегите да го тргнеме насловот, бидејќи зборуваме за друга тема. Кога сме кај вандализмот и булингот, треба да го споменеме затоа што врсничкото насилство е се поголем општествен проблем. Каква е состојбата во општина Центар и како вие како локална самоуправа работите во контекст на намалување на врсничкото насилство? Имаме голем број на проекти во делот на едукација на нашите ученици, но и на родителите. Одличен проект беше проектот на Макпетрол, кој што планираат и да го продолжат и во текот на следната година, каде што ние како општина целосно ќе се вклучуваме. Дополнително имаме обуки на самиот наставен кадар во делот на булинг. Од кога имавме неколку немили настани во државата, но и надвор од државата, направивме повеќе состаноци со директорките, со родителите, со училишните совети, се со цел да оние први класни часови повеќе се говори не за оправдани, неоправдани и нивно отсуство на нашите ученици, туку повеќе да се збори за другарство, за булинг. Направени се одредени презентации кои што одеат со цел да ги запознаат децата. Јас присуствував на неколку класни часови да видам како течат тие дискусии. Искрено сето тоа вроди со плод. Децата почнаа да дискутираат и да кажуваат примери како они се нашле во положба да бидат напајани од соучениците, како тоа се решавало од страна на педагози, психолози, директорот, наставниот кадар во училиштето. Целта ни е да ја подигнеме свеста кај децата, но секогаш кажувам и кај родителите, пошто првата карика е домашното воспитување, а потоа и училиштето, треба и ние родителите да вложуваме што повеќе во развојот, растот на нашите деца. И сега едукација. Во неколку наврати ги споминавме децата, ги споминавме игралиштата каде што може да го поминуваат слободното време, го споминавме и однесувањето и начинот на кој што ние како општество треба да влијаеме со нашите постапки. Но горлив проблем низ годиниве е и местата каде што децата ќе ги минуваат часовите кога родителите се на работа. Скопје е пренаселено изминативе години, горлив проблем ни се и градинките и училиштата со место плюс. Една таква во пролет
173 мислам дека семејства ќе им олесни во голема мера во годините кои што доаѓаат. Нашата грижа на тимот на луѓе во општината е да создадеме што подобри услови на нашите жители, како што кажав и на почетокот, почнувајќи од најмладите, но и највозрастните преку поголем број на проекти. Нашата грижа за нашите деца почнува од градинките, кои што се сите целосно реновирани и секогаш кажувам со многу подобри услови од приватните градинки и со многу поевтино плаќање за месечно користење на самите градинки. Пред 2 недели отворивме градинката Пролет, една модерна, урбана градинка. Целта ни е да вложуваме во иднината, во нашите дечиња и идни генерации. Самата градинка е на 3200 метри квадратни, капацитетот е 173 дечиња во 9 занимални. Можам слободно да кажам, една од најубавите, ако не и најубава градинка и во Скопје и во целата држава. Благодариме за гостувањето и за ова едно малку поинакво интервју. Опфативме некои теми за кои што и не толку секојдневно се зборува, нели, ако ги земеме сите други предизвици со кои што општините се соочуваат, но и ова ни е дел од секојдневието и благодарам што одговоривте на поканата и повикот за едно вакво малку по-различно интервју. Благодарам на поканата, ми беше чест, имам уште многу за што да говориме, но се надевам во наредна прилика. Ќе имаме простор во периодот кој што следува, да. Ви благодариме господин Герасимовски за гостувањето.